Во рамки на пробниот период на работење на фабриката за рециклирање на хартија Paper Mill од Кочани во одводните канали, вчера е испуштена прочистена техничка вода која во својот состав има нештетен калциум карбонат, односно така наречен воден каменец, кој дава бела боја на истечената вода. Постојаните испитувања од лабораторијата на фабриката покажаа вредности кои се целосно безбедни за здравието на природната средина. Paper Mill информира дека во рамки на пробниот период за прилагодување и унапредување на процесите за рециклирање и производство на хартија не се предвидени други емисии на водата од фабриката. Paper Mill потсетува дека по завршувањето на двете фази на имплементацијата на прочистителната станица во последниот квартал од минатата година, емисијата на технички води беше значително под дозволените граници и безбедна за околината, што беше утврдено и со мерењата и инспекциите на надлежните институции. Дополнително со започнување со целосно оперативно работење, Paper Mill ќе започне и последната фаза за завршување на прочистителната станица за отпадни води, инвестиција во износ од 300.000 евра, која е тесно поврзана со работењето на фабриката заради извршување на потесните тестирања и набавки на потребната опрема. Paper Mill останува отворен за соработка со сите институции за да се утврди квалитетот и обемот на евентуалните емисии од страна на надлежните институции и ја информира јавноста дека по поставувањето на врекестиот филтер досегашните интерни мерења во рамки на пробното работење укажуваат на значително намалување на емисиите во воздухот и влијанието на животната средина, со што во целост се исполнуваат гаранциите на производителот на опремата за 3-кратно помали емисии од дозволените. По 15-дневниот пробен период на работење и по одобрувањето на акредитираната светска лабораторија од страна на надлежните институции ќе се изврши официјално мерење. На почетокот на април, по поставувањето на врекестиот филтер, Paper Mill започна со пробна работа, како основа за рестартирањето на фабриката, повремениот прекин на производството во време трајање од повеќе од 2 месеца.